Еве назад, пред крајот на утринската, имаме доволно време да направиме убава дружба. Овој пат со Искра Трпева-Арсовска. Добре ми дојде Искра. Добро ве најдов. И незините успешни ученици. Добре ни дојдовте. Ке зборуваме и за вашите успеси и надпреварот, и кариера понатаму, и каква е професорката со вас, и се разбира ке ја фалиме, па ако треба и ке се пожалиме. А и со Искра ке ти искористам малку покрај, нели, за твојата работа и се она што го доживуваш со овие деца и знаењето кое што им го пренесуваш. Сакам денеска малку и да евоцираме спомени, малку ретро муабети и верувам дека ќе биде интересно следните 15 на 20 минути за гледачите да споделиме што имаме како разговор во нашето утринско шоу, може ли? Апсолутно. Кога го спомнав ретрото, една од песните која што те ја обележува твојата кариера е Доприме. Па најдовме меѓу оние снимки кои што се достапни на социјалните мрежи, поточно на YouTube. Сега ме искара дека на YouTube дека нема мои спотови. Некако ние сме други генерации, малку поинаку размислуваме за сето тоа. Кога ние бевме активни, тогаш ги носевме спотовите по телевизија, тогаш и гостувавме. Тогаш се случуваше. Така е. Значи, некако YouTube каналот е за помладите генерации, не знам. Види, има и повозрастни кои што се веќе и на социјалните мрежи. Како викаат Facebook више за пензионери, знаеш? Така? Да. Ке те прашам и како се движиш со социјалните мрежи, ти твојата генерација, а и младиве ќе ги потпрашаме и за таа работа, но ајде да се подсетиме малку на Доприме. Од Макфест, која беше 90 и која? И 8. 98. Доприме, Искра Трпева лайв. Odvedi me skrišno, kaj bogovite. Co tebe jaz goram, co tebe jaz moram, noć vada odletam. I od tvojte usni, taka slatki vkusni da se opivam. Ajde dopri me jako, najako što možeš ti. Деве сме со Искра, велам, ајде да продолжиме со разговорот, затоа што, иако нели се подсетивме на овој голем хит на Искра од Макфест, рековме 98, сепак сакаме и малку повеќе време да си поминеме овде во живо и да си пренесеме, се разбира, се она што тебе те преокупира и она што... Затоа што впрочем сме за другост денес. Дојдени, да. А инаку ќе дојдам повторно као гостен, меѓутоа тогаш ќе биде нешто друго. Да, Макфест гледаше? Реално не. Овде си му обетавме дека тогаш се пееше во живо, имаше обид, односно се пееше годинава на живо, некакво реобединување. Тебе одамна во поп сцената те нема. Така. Па ајде пред да преминеме на оно што те преокупира и твоето секојдневие и овие млада енергија, крв овдека и ученици со кои што си преокупирана, планираш да се вратиш некако им Макфест и фестивалите ти беа па можеби да кажеме беше дел од нив и некако меѓутоа не биле никогаш отскочна даска за мојата кариера. Те држаа постојано. Забајги колеги беа. Забајги колеги беа, меѓутоа кај мене не беше тоа случај затоа што јас и кога се појавив тогаш естрадно, не беше тоа на фестивал. Некако не знам последен пат, не ни помнам која година беше. Еве ме ја пеев. Беше последно твое појавување при баш на Макфест, на фестивал. Не, јас пред 2 години исфрлив една композиција, меѓутоа добро, сега да не отвараме други теми затоа што сме дојдени за друго.
и телевизиите и радијата колку имаат сега, колку пуштаат, како пуштаат, колку сме застапени, како сме... Ќе дојдам друг пат, нено. Сега идеме за нешто друго. Добро да ја секојаш да повлечам од едната страна, ама ќе се префрлам ајде на другата страна. Официјално да ги представиме Анастасија Славковска, добре ни дојде, Виктор Георгиев, исто добре дојде и Викторија Ефтимова, добре ни дојде. Така? Да. Добро, еве погодив. Како сте ми? Супер сме. Да, Искра форсира веднаш да почнеме со нели успехот, со незините ученици и разбирам дека е тоа така, затоа што нели како што верувам еден родител е горд на своите деца дома за нивните успеси, за еден наставник уште поголемо задоволство е кога тие ќе постигнуваат успеси, односно си успеала да им го пренесе знаењето, така ли? Јас секогаш кажувам како што ми ангела дома, така ми се оди на работа, значи индивидуална настава е нешто сосема поинаку од она одделенска настава што си со група на ученици од 15 па нагоре до 30, можеби некои класови имаат и повеќе ученици. Јас имам час со еден ученик 45 минути и енергијата е друга, давањето е друго, фидбекот што го бараше друг. Значи и затоа се со толку многу награди. Да, затоа се со толку многу награди. Значи секој зашто има да појасниме за гледачите, нели се ние рековме да ова се твои ученици, како оди целата настава, нели? Рековме се посветуваш на еден ученик во 1 час 45 минути, што значи тоа изучување? Значи самиот јас предавам значи соло пеење, камерна музика и прима виста, се што е поврзано со вокалот. Значи оние сите тие предмети ги имаат кај мене. Сега стрикно за соло пеење, 45 минути имаш со секого индивидуално. Само за камерната музика, каде што има од 2 состава па нагоре, може да имаш дуо, трио, квартет, квинтет и така натаму. Сега претежно они се среднисти, ние секогаш идеме претежно со трио. Значи на што се мисли за камерна музика, говорам сега. Се мисли на двајца пејачи и еден пијанист. Значи што тоа се деца, за да биде камерна музика во вистинска смисла на зборот, тоа се ученици, значи нивни другари. И сега, односно второ полугодие баш и имаме таков настап, меѓународен фестивал, се случува во надпревар во Кавадарци. Второ полугодие каде што камерна музика, каде што ќе земеме учество. Активни сме многу, соло пеење е час каде што не само го изучуваат вокалот и го вежбаме сето она што треба, што значи вокал, што значи диафрагма, што значи правилно држање, што значи движење на сцена, говор. Јас секогаш нагласувам, они пеат композиции, тоа е сепак класично пеење. Пеат композиции од италијански автори, значи мора да го совладуваат, они го учат италијанскиот во средното музичко волу и кај нас. Германскиот исто, значи ние пеачите сме прво италијански репертоар, па германски и после знаеме и руски. Песни имаме многу, француски исто, се враќаме, некогаш има и македонски. Значи избор има голема лепеза, меѓутоа со самите години, како што е школувањето, прва, втора, трета и четврта, имаат различен тип на материјал, она што ни е одобрено од Министерство како за програма. Така да јас сум презадоволна од нив, иако морам да нагласам од она што досега го имаат, па да не претерам, меѓутоа од 100% сигурно уште 70% можат да дадат. Добре, никогаш не треба да викаме браво, топ. Секогаш треба да се наоѓаат, нели? И они треба да се свесни за тоа. Јас секогаш им кажувам дека треба да знаат колку вредат, меѓутоа никогаш да не се преценуваат. Секогаш да го почитуваат противникот, затоа што само така може да идат напред. Така. Ајде малку да ве вклучиме во разговор. Првенствено, значи како млади луѓе, кога осознавте дека љубовта ви е, нели, оперското пеење, колку време веќе се дружите со Искра, може слободно да кажеме дружење, затоа што нели покрај комуникацијата и учите на тие часови. Ајде секој засебно, слободно, опуштено. Па тие часови се пофлексибилни, апсолутно, фино кажа. Индивидуалната настава е, ние ќе се секако за секи разговараме, нормално пред се за работата за која што сме дојдени, така да фино кажа. Ајде да ве чујам. Па вака, јас лично пеење почнав да изучувам уште во 6-7 оделение. Кај професорката Искра во класа сум 4 години, годинава сум матурант, значи цело средно ми е кај неа. Исто така планирам да продолжам и на академија, соло пеење исто. Стрикно во овој случај, последна награда, последен успех ни е меѓународен надпревар во Молдавија, кој што се одржуваше онлайн. Бидејќи поради ситуацијата решивме да се пријавиме онлайн, бидејќи имаше опција да одиме со физичко присуство.
Чекай се, која ситуација? Корона ситуација или финансиска ситуација? Не. Каква ситуација? Воена ситуација. А, воена, добро. Да, значи Молдавија знаеме кај се Така. наоѓа, така да ние имавме на ум, Добро, сакавме, ако меѓутоа сепак било безбедно. Вака сега, значи они се, јас секогаш ќе викам деца, де не се деца, тоа ми е некако така ги нарекувам, од што ги чувствувам така. Ќе бидат деца, нормално. Ги чувствувам така, меѓутоа не се големи. Така да решивме да идеме онлайн затоа што имаше две солуции. Значи или во живо настап таму или онлайн. Не бевме само ние како моја класа, имаше и други класи, тоа е сепак надпревар каде што се надпреваруваат и други инструменти, не само соло пеење, соло пеење влегува во инструменти затоа што е нели единствен жив инструмент, вокалот. Тука не само имаше класично пеење, имаше и естрадно пеење, имаше етно пеење како категории. Значи, лепеза на надпревар каде што овозможуваше навистина убави и интересни конкуренции. Јас секогаш им кажувам, кога имате можност финансиска, сепак тоа е котизација, да, се плаќа и така натаму, сепак тоа они од џеб го даваат. Секогаш да учествуваат доколку можат од таа гледна точка. Никогаш не знаеш, можеш да направиш еден, што велиме ние, на кантар да ставиш да видиш до каде си. Така. Зашто ако не го направиш тоа, поготово со луѓе од надвор, никогаш нема да знаеш кој си. Едноставно и колку вредиш. И овие надпревари се буквално една добра одскочна даска за нивната кариера понатаму во животот. Да, и проверка, нели, до каде се сознанието. Дипломите, ако сте ги донеле, но јас ги имам и во дигитална форма, така да ќе ги презентираат од режија, нели, вашите успеси, што се вели дипломите, но ајде да ми и вас да ве вклучиме. Оно исто прашање, нели, од кога сте, кога свативте млади луѓе, да, обично младите секогаш првенствено се насочуваат на популарната музика по пеење, така што, но верувам дека времењата се променија, така? Па јас секогаш им давав пример доколку, секогаш наставникот, професорот е пример за учениците. И секогаш им кажувам, еве, они се тука, јас не кријам ништо, дека ако ме гледаат мене, значи треба да разберат дека мора прво да научат како да го управуваат вокалот, што да прават за да можат да продолжат понатаму. Да. Значи, тоа се прави во средно. Така. Значи, јас моето естрадно појавување го направив на мои 24 години, но тоа беше преддипломски, не предматурски. Значи, они нека созреат, да, нека созреат, нека научат повеќе и што одлучат во животот, тоа нека прават, сепак е тоа нивна одлука. Така е, никогаш не се знае каде е успехот загарантиран, така во кој правец. Повелете? Јас почнав да пеам на некои 9-10 години. И веднаш кога на таа возраст почна да пееш, ја сакаше класичната музика, операта или? Не. Со моите разговарав дома, нели тие открија дека имам талент и сакавме да нешто да направиме по тоа прашање и прво тоа се запишав на нижо музичко. Претходно одеше на оние курсеви, да речеме како детенце, каде што не се открива дали детето е надарено во нешто. Не? Не. Добро. Само се запишав на музичко и тргнав во нижо музичко во Куманово. Потоа свирав виолина неколку години и сватив дека не е за мене. И се префрлив на пеење и така. Сега и докажа дека пеењето е вистинскиот избор. Добро. Исто со професорката Искра сме 4 години. 4 години, така. Повели? Јас не го барав инструментот, веднаш знаев дека сакам да се барам. Како е приказната? Мене тоа ме интересира, нели од детството, па дали се насочуваш, дали твоите те насочува, дали некој те препозна во смисла дека си надарена за таков тип на пеење? Да, дека искрено, уште од доста мала открив дека сакам да се бавам исклучиво со пеење. А инаку на соло пеење се запишав во 7 оделение, така што со професорката Искра работам веќе 6 години. И сум сигурна дека моето понатамошно образување ќе биде во истиот смер. Така што сите овие награди се добре дојдени. Да. И со Искри коментиравме тие надпревари на кои што учествувате и треба да бидат присутни и да учествувате, се некакво мерило до каде сте. До каде сте? Што измеривте до сега, Па според овие награди добро ни оди. Добро ви оди, така. Одат во нагорна линија. Во Во нагорна линија. Во нагорна имаме уште да се докажуваме. Оваа година
уште во декември сега имаме меѓународен фестивал Winter, каде што се е учеството онлайн исто, каде што ќе се учествува, а наредното полугодие, значи исто оваа година школска, тогаш настапуваме на државниот надпревар и камерната музика во Кавадарци, меѓународниот. Значи, активни сме многу. Може би мене ми требаше малку време да се згнам да дојдам со нив на гости. Ми е навистина многу мило. Јас одамна сега возам на кај Телма, велам на кај каде беше. Да. Значи, не заборавам, на времето. Да, одамна не. И не само Телма, значи сите други телевизии. Али добро, како и да е, секогаш ми е мило кога доаѓам кај вас. Види, рековме дека во ова ново време, динамично време, мора да се подсетуваат луѓето, но и мора да им се наметнеме на луѓето во смисла да се испрезентира оно што е успех, да се испрезентира оној кој што работи и некако има впечаток дека надвладеува знаеш, она другото. Поише забава, некои вредности кои што не ни заслужуваат внимание, а им се дава доволно внимание, а еве луѓе кои што имаат да се пофалат со вистински успех и вредност, се разбира тоа е нивната треба професија. да имаме Да, тоа е прилика и нивна професија. Едноставно мислам дека нивното доаѓање овде, мислам дека ќе ги отвори навистина портите према овој тип на музика. Имаме луѓе изобилува навистина со многу големи таленти. Малку, па и радијата и телевизиите некако сме сите усмерени према некој друг тип на движење во наше општество. Не би било лошо навистина некогаш да се разбранува со нешто убаво, не со негативно, некако негативностите ни дојдоа како секојдневие. Да. Од секоја гледна да точка. се смееме и да пееме. Па искрено јас не заборавив намерно на сите оние други со насмевка. Така е, останете насмеани, бидете така успешни и секогаш кога има нешто ново, вратите во Телма се отворени. Така. Искра, ти благодарам многу. Некако ни летна времето, јас сакав и други работи нели да прокоментирам и да зборуваме, но ќе ги оставиме како што рековме за следна прилика. Ќе дојдеме повторно. Така ќе има зашто, ќе дојдеме повторно и ми е многу мило што бевме гости, благодариме на поканата. Наставнички имаш златни деца. Имаме. Ај ние имаме златна публика и се гордееме со неа.